Не бе, не, еве, се изнервирав сега. Значи цел свет работи против Македонија, почитувани гледачи, цел свет. И што, сега испаѓа дека немаме реноме, дека не ни оди во економијата? Дајте бе луѓе бе, дајте да ги демантираме, дајте да им ги покажеме нашите врвни економски достигнувања, да им покажеме дека на Македонија и оди, дека Македонија е на врвот. Режија? Пат на бруто домашниот производ за 1,4% објави Државниот завод за статистика. Во првото тромесечие од 2012 е забележан пат во градежништвото од 9,8%, во рударството, преработувачката индустрија, енергетиката за 9,6% и во секторот сообраќај, складирање и врски се нотира пат од 0,1%. Прометот во индустријата во април годинава во однос на лани бележи пат од дури 12,4%. Ау, чекај малку бе. Пад? Каков пад на бруто домашниот производ бе? Како може да има пад на БДП, кога министерот Ставрески уште во ноември прогнозираше раст бре од 4,5%. И сега, после толку месеци, излегуваат овие од статистика и викаат пад на БДП. Каде бе, каде, почекајте малку. Режија, дај да ги посетиме овие завод за статистика на прогнозата на министерот, да ја видат, па да си ги исправат овие грешки таму статистички. 4,5% е раст кој што е објективен, кој што може би да беше состојбата во европската економија ќе беше и повисок. Ете така, раст на БДП од 4,5%, а да не беше ваква катастрофална европскава економија и повисок. И сега, после 7 месеци, доаѓаат од Завод за статистика и викаат пат. Срамота. И ја од странци бе да очекуваш вакво нешто, ама од своите? Тај бе, некој нека им каже два збора, нека ги превоспита. Министре? Што? Груевски, уште подобро. Премиере, удрете по тоа предавниците, кои шират лаги и манипулации дека ни паднал бруто домашниот производ, кога министерот Ставрески јасно и гласно уште во ноември прогнозираше раст. С обзир дека нашите компании работат, извезуваат, тргуваат во државите од Европската унија со околу 90%, значи 60% директно и 30% преку земјите во регионот, кои што исто така се целосно конектирани со Европската унија, не е за изненадување што имаме пат на бруто домашниот производ во првиот квартал. Не е изненадување. Па да бе уствари, зошто да биде изненадување? Тоа министерот што кажа во ноември, се зезаше човекот, без знаете каков е тој. Голем шегаџија.